Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност и медиуми. Денес зборуваме за годишниот извештај за работата на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2022 година. Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор со статус на правно лице има задача на обезбедување транспарентно и недискриминирано работење на телата и институциите поврзани со работењето на железницата. Во извештајот ќе прочитам од извршената анализа на критериумите за квалитет на услуги кои управителот на инфраструктурата, значи извршена анализа на критериумите за квалитет на услуги кои управителот на инфраструктурата им ги обезбедува на железничките превозници. Во ноември 2022 година спроведена анкета за почитување на правата на патниците во превоз со железница врз база на репрезентативен примерок од 510 испитаници патници, при што како главни забелешки се издвојуваат следниве: немање информација во случај на дефект на возовите во текот на патувањето, да се обноват превозните средства, нови возови, да се подобри хигиената во самите возови, како и на железничките станици, да се овозможи можност за резервација на билети, како и електронско купување на карти, продажба на билети во број колку што има слободни места во возот, што е превеземено и дали има нешто воопшто преземено во врска со ова. Значи, ова агенција треба да се грижи за безбедност и сигурен превоз од почетна до крајна станица, придржување, почитување на возниот ред. Сега, кој треба да го почитува возниот ред? Патниците, кои што чекаат по 5 сати за да дојди возот, патуваат од Битола до Скопје 8 сати и на половина пат ги префрлуваат од еден до друг воз. Понатаму, треба да се за одржување на хигиената на возовите, каква хигиена може да биде кога во железничката станица во Битола има 2 вработени со договор на дело и тоа ги чистат возовите, канцелариите, одморалиштето, а една друга доаѓа од Прилеп за тоалетите и канцелариите на оправниците. Значи, ниту хигиената не е во ваква состојба, ни се наоѓа железницата денес во 2023 година. Понатаму треба да обезбеди грејање на возот за време на ниски температури во текот на една година, а нема парно во возовите и затоа многу често патниците се префрлуваат од еден во друг воз. Поседување на доволно капацитет во секој момент во зависност од потребите за превоз на патници, па затоа имаме укинување на брзиот воз од Скопје до Битола, имаме укинување на Битола Кочани, Битола Кичево, Битола Куманово, ама во железницата се сменија 10 директори, секој си запослува свој луѓе, на едно столче седат по тројца, па железницата денес има блокирана сметка заради неплатена струја, заради неплатен мазут. Тоа е заради покачувањето на електричната струја и вашите експерти кои што го уништија енергетскиот систем и наместо да имаме сопствено производство, вие цела зима увезувавте струја, ја покачивте цената на струјата, па сега железницата ќе има блокирани сметки, а исто така и блокирана сметка заради мазутот, исто е покачена цената, ама вработените немаат плата, земаат плата по половинка на 2 месеци. Значи, Агенцијата за регулирање на железнички сектор треба да врши контрола на овие активности кои што ги кажав на компаниите во насока на почитување на правата на патниците. Што треба да се направи?
да се укинат бавните возења, затоа што од Битола до Велес од Велес до Скопје се патува со 20 км на час. Зошто? Затоа што не е обновена инфраструктурата во железница. Треба да се менат праговите, колосечките елементи, реконструкција на веќе постоечките реакции. Дали е нешто тука направено? Ништо, една шајка немате заковано. Сите патни премини да бидат исправни, бидејќи има многу патни премини кои се исклучени од функција и се дефект, за да не се продолжува времето на возење со возот и подобрување на безбедноста и негативното влијание врз влечните возила во експлоатација. Недостаток има на вработени од извршен персонал, машиновозачи, возоводители на вагони, затоа се затвораат смени, се откажуваат возови, релации, поради овој проблем. Имало некој конкурс за 40 вработени, се уште не е тоа реализирано на 40 машиновозачи и потребна инвестиција во влечните средства на возилата кои што ги имаат за нивно одржување и обновување. Исто така треба да бидат запослени експерти за таа работа, меѓутоа тоа не го правите. Најлесно вие од една гарнитура, да речеме електрични возови, од 2 гарнитури да направите една или од 4 гарнитури моторни, кои што беа набавени во време на ВМРО ДПМН, да направите 2, така ви е најлесно за да може да кажете дека нешто се работи. Затоа Европската комисија ве оценува, односно кажува дека воопшто немате напредок во однос на железничкиот сообраќај. И натаму, во земјава има само еден оператор во железничкиот сообраќај, а тоа значи дека Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор воопшто и нема што да работи. Тоа беше, значи, една од критиките во последниот извештај на Европската комисија, во кој е посочено дека земјата е умерено подготвена во областа на транспорт и потребно е да се спроведат реформи во железницата, да се отвори пазарот. Задача на агенцијата е да ги дефинира правилата на игра меѓу конкурентските транспортни компании на пазарот на железничките услуги, но во услови кога тој е либерализиран. Во извештајот на Европската комисија за 2022 година во однос на железницата се наведени истите забелешки кои што се детектирани и претходните години. Никаков напредок во железничката инфраструктура и железницата, напротив, имаме само уназадување. Благодарам.